Добро вечер. Вонредна политичка анализа. Тамо некаде пред околу 3 години ги почневме овие вонредни политички анализи, за вас кои се мембари, мембарси или користите опцијата membership на YouTube каналот Васко Евтов, не ни можев да предпоставам дека преку овие вонредни политички анализи ние всушност ќе вртиме политичката сцена во Република Македонија. Гледате, сите тези кои се кажани, кои се анализирани, кои се презентирани прво во овие вонредни политички анализи, подоцна еден многу мал дел од тие вонредни политички анализи сме ги направиле публик за сите гледачи на емисијата во Центар, дел во интервјуата во емисијата во Центар, значи после вториот круг на локалните избори ќе почнеме со интервјуа во емисијата во Центар. Значи сите тие тези првенствено или прво биле пласирани тука во овие вонредни политички анализи. Денес никој не прашува која е кафетин коалицијата. Гледате, во општина Карпош. Денес никој не прашува Скопје на вода дали е реално или не е реално. 7.000, 8.000 станови, згради, илјадници метри квадратни во Скопје на вода. Тоа е веќе видливо, тоа сме го кажале пред едно 4 или пред 5 месеци, многу ми не има прашалници, дали е тоа баш така, дали е точно така натаму и така натаму. Така што сите тие работи кои се кажани во овие вонредни политички анализи, ова кампања за локалните избори го потврди и тоа мене ми дава одредена сатисфакција, но го потврди пред ваши очи, значи станата сведоци, дека тоа што прво сте го слушнале во овие вонредни политички анализи, подоцна станале мејнстрим теми во политичките кампањи и политичките процеси во Република Македонија. Сега имаме 3,5 вонредни политички анализи кои во исто време ми се во глава и требаше да се избери со која да се почне. Едната е за Венко Филипче или за СДСМ, втората е за Христијан Мицковски, третата е за Христијан Мицковски, Али Ахмети и Дуи, и тоа испреплетување на тие односи што може да донеси и какви политички разврски, и четвртата е 5 или 6 лидерски политички кариери. Беа ставени на коцка на овие локални избори, кој како ќе заврши, кој ќе излези како победник, полковник или покојник на сите тие процеси во Република Македонија. Вечерва ќе почнеме со Христијан Мицковски, со ВМРО ДПМН, но првенствено со Христијан Мицковски. Четврток или петок ќе биде за СДСМ и за Венко Филипче. Вторник некаде ќе биде за Христијан Мицковски, Али Ахмети, каде ќе сместиме таа за 5 или за 6 политички лидери, ќе видиме дали ќе биде и таа вонредна политичка, не дали ќе биде редовна, ќе видиме. Ајде вечерва да почнеме со прашањето или да побараме одговор на прашањето: кои се тие 140.000 гласови кои се намалени како резултат на ВМРО ДПМН во споредба со пред 15 или 16 месеци, освоени на парламентарните избори 2024 година, ги нема на локалните избори 2025 година. 303.000 гласови освоија Христијан Мицковски. На претходните локални избори на советнички листи, нели тамо кај што се гласа за политичка партија, имаше некаде околу 320-321.000 гласови. Љупчо Ѓоргиевски паѓа со нешто помалку од 300.000 гласови на изборите 2002 година. Никола Груевски доаѓа на власт 2006 со нешто над 303-304.000 гласови. И гледате, тоа е квантумот. После безмалку 20 години, 19 години, од Никола Груевски до локални избори на Христијан Мицковски, ВМРО-ското гласачко тело не е зголемено. Имала одредени пикови до 480-490.000 гласови, бидејќи Никола Груевски од ВМРО ДПМН не направи политичка партија, туку направи политичко движење, и тоа беше суштината на функционирање на Никола Груевски. И имаме сега Христијан Мицковски. Кои се тие 140.000 гласови? На 3 изборни циклуси, тоа се локалните избори 2021, парламентарните, не ги анализирам председателските, парламентарните избори 2024 година и локалните избори 2025 година, Христијан Мицковски и ВМРО ДПМН се изненадени позитивно или негативно од резултатот на тие избори. Зошто се изненадени? Бидејќи еден квантум на гласови, кои во наводници не се ВМРО-вски гласови, кои не може да ги видат, кои не може да ги детектират во нивните политички анкети или во анкетите на лизите на гласачкото тело, им се појавуваат на избирачките места. Гласат или не гласат за нив. И затоа се изненадени од резултатот на овие избори, во овие 3 изборни циклуси, како што се изненадени и сега на локалните избори. Најголем дел, да не речеме, или еден поголем дел од тие 140.000 гласови, се првенствено лево ориентирани гласови. Се првенствено гласови од спектарот, од сферата, од гравитацијата на СДСМ,
десно, односно лево, центар гласачи во Република, блиски до Сорос или блиски до некои невладини сектори, биле против Никола Груевски, така натаму и така натаму. На ланските парламентарни избори, тоа е најеклатантно изразено, гласаат против СДСМ, гласаат за Христијан Мицковски, првенствено со задача и со желба Христијан Мицковски да има поголема политичка тежина, поголема политичка сила, да расчисти со Дуи, да расчисти со Али Ахмети. После 15 месеци најголем дел од тие гласови решија да остана домаш. Ке рече дека се тоа гласачи кои во некои изминати изборни циклуси гласале за СДСМ, на минатите парламентарни избори сакале да го казнат СДСМ, брутално го казнија СДСМ на Миле Зечевиќ и Димитар Ковачевски и сега одлучија да останат дома. Тоа е лошо за ВМРО ДПМН, тоа не е добро за СДСМ, бидејќи тие гласачи кои стана дома 140.000 гласачи, ако еден добар дел гласа за СДСМ немаше да има 125, ќе имаше 180-190.000 гласови, ќе беше некаде тука до резултатот на Љубомир Фрчковски на претседателските избори 2008-2009 година, но тие гласачи веќе можеби трајно нема да гласат за Христијан Мицковски за ВМРО ДПМН. Му е дале шансата, според нивно толкување, нивно мислење не е искористил таа шанса и решиле да остана дома. Не гласат за СДСМ, не гласат за ВМРО ДПМН. Тие се во најголем дел, тие 140.000 гласови. Тие гласови фалат на локалните избори кои пред 10 дена се случија во Република Македонија. Се сеќавате на оној спот, мислам, Бранко Црвенковски, локални избори 1996 година. Може би парламентарни избори 1998 година, че тука или 1996 или 1998 година. Кога говори пред своите сопартици, нели, и ја парафразира она негова мисла, што кај ни е партијата ако ја изгубиме државата. Знаете ли што е суштината на овие локални избори? Што ќе ни е победата на ВМРО ДПМН или џабе е победата на ВМРО ДПМН ако Кафетин коалицијата не победи на локални избори во општина Карпош? И тоа е суштината на се она што ни се случа на локалните избори во Република Македонија. Гледате како невешто, неумешно Христијан Мицковски, една апсолутна победа во првиот круг на локални избори, повеќе од 30 градоначалници во првиот круг на локални избори, како што сега стојат работите помеѓу 45 и 50 градоначалници ке има ВМРО ДПМН во мандат на Христијан Мицковски, значи еден импозантен изборен резултат, тука ќе биде, нели, врз база на сегашните трендови кои можеме да ги видиме по анкетите и по резултатите во првиот круг на локалните избори, тоа го става на талон, го става во барабар, го става на тацна, на послужавник, ако изгуби во општина Карпош. Значи, може ли да предпоставите на таква енергија, такви министри, значи влада, пола влада ја донеса во општина Карпош, Мицковски имаше едно јавно појавување, велат уште најмалку 2 тајни појавувања, каде што оди работи. Ние всушност сега, после овие локални избори, посебно во општина Карпош, точно знаеме кој е кој, не во ВМРО ДПМН, туку во пирамидата на власта. Кафетин коалицијата всушност е носител на целиот тој процес. Тие се на врвот на пирамидата. Христијан Мицковски е дел на Кафетин коалиција, но тој не ги дава задачите. Тој може да учествува во креирање на задачите, на политиките, на платформите, задачите ги дава некој кој е начело на таа Кафетин коалиција. Знаете, и тоа што сум го кажал изминатите 12 или 24 месеци, дека нема една олигархија во Република Македонија. Има најмалку 2 или 3 олигархии во Република Македонија, а дека во моментот како одредена сраснатост на власта под контрола на Христијан Мицковски и Кафетин коалицијата, таа е кракот на олигархијата кој влада, кој е доминантен тука во Република Македонија, и тоа го гледаме на локалните избори во општина Карпош. Тамо ќе биде Сталинград, тамо ќе биде или пирова победа на власта, бидејќи власта е донесена сега до одредено рамниште да не избира средства да победи на локалните избори во општина Карпош. Вокабуларот го смени. Велат ќе победиме вака или така, а после изборите ќе има расчистување со криминалот, со одговорност и така натаму и така натаму. Неколку места ќе бидат клучни, да пример Нерези или не знам злокуќени. Значи не е клучно тамо тие луѓе, роми, албанци или од било која националност, да гласат за ВМРО ДПМН. Тамо сака да им ги земат пасошите, сака да им ги земат личните карти, да не гласа за Стефче Кимовски. Аз и Стефче Кимовски не разговараме веќе неколку години. Меѓутоа, гледате, што ќе се случи, се го поставам тоа прашање, сум воопште најредром. Ако Стефче Кимовски
1% да му се шансите. Сепак да победи или да има добар резултат на градоначалнички избори во општина Кафетин. Гледате, цела Кафетин коалиција. Пола влада на Христијан Мицкоски, премиер на влада и така натаму, вклучени во кампања против еден Стевче Екимовски. И има уште две работи, уште две прашања кои ни се многу битни тука рамката на почетокот на вонредна политичка анализа, веќе стигнавме до 10 минути. Клучно дека еден битен играч од Калето, да не речем американската амбасада, пред време не испратен во политичка пензија. Частеше, се радуваше дека ќе замени во пензија 2027 година, ќе замени 2025 година. Сега се обидо да најде некаков ангажман, аранжман, за да не може да се пресели во Охрид, да остане до 2027 година тука во главниот град на Република Македонија. Учествуваше во ставање на луѓе на црни листи, еден голем дел од неговите пријатели, вклучително и Стевче Екимовски сам си го стај на американската црна листа, ќе биде пред време политички пензиониран. Тоа ќе има многу битно влијание на политичките процеси, бидејќи директно или индиректно тој беше дел на таа Кафетин коалиција. Кафетин коалиција која очигледно владее денес во Република Македонија. И под број 2 имаше свадба во семејството Верушевски, помалиот син на Зоран Верушевски. И сите вие ќе претпоставите дека можеби Зоран Заев е кум или дел на тоа кумство со Зоран Верушевски, не. Припадник, највисокиот репрезент на Кафетин коалицијата, беше кум на свадбата на помалиот син на Зоран Верушевски. Гледате како се сраснува удба, безбедносните структури, тие безбедносни милија кои јас ги нарекувам реслови кои владаат со Република Македонија 33-34 години и представници нова Кафетин коалиција. И сега мислам дека ве јасно за каков мастадонт на пари, финанси, мок, безбедносни структури, политички влијанија, зони на политичко влијание се сраснати во една точка, тоа е Кафетин коалиција. И сега второто ниво, составено 3 точки на таа рамка, нели, која се прави некаква обланда на вонредната политичка анализа. Одете на онија фотографии или видео од прославата на 23 октомври. Христијан Мицкоски во средината, од неговата десна страна представникот или подпредседателот на македонскиот парламент Антонио Милошевски, па вице-премиерот Александар Николовски, па вице-премиерот Иван Стоилковиќ, тоа е значи десната страна на премиерот Христијан Мицкоски. Од неговата лева страна претседателката на државата Гордана Селјановска-Давкова и на големо изненадување првиот човек на јавното обвинителство на Република Македонија Љупчо Коцевски, до него гувернерот на Народната банка Трајко Слаевски. Јас досега немам видено на такво високо ниво, на такво високо рамниште представник на јавното обвинителство на Република Македонија во првиот ред на било кои прослави, без малку до самиот премиер. Ставна збор за Љупчо Коцевски, на кого пред 2 месеци му изгласана недоверба со раците на левица, на пратениците на левица, пратениците на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН нева една сериозна хајка против судии, против обвинители, нели да расчисти со криминалот, со тој Франкенштајн кој е формиран во обвинителството и судството во Република Македонија и како минатата година нели не ослободи од окупацијата на Дуи на Али Ахмети, така ова година ќе не ослободат од окупацијата на судиите, на обвинителите, судството и обвинителството во Република Македонија. Љупчо Коцевски вие без малку само до на еден чекор или на едно столче до премиерот Христијан Мицкоски на прославата на 23 октомври, а тоа во мандат на Никола Груевски е направен празник на сите државни празници во Република Македонија. Под број 2, значи некаде само неколку дена пред првиот круг на локалните избори, излегува поранешната обвинителка на специјалното јавно обвинителство Ленче Ристовска и вели ВМРО ДПМН води хајка против мене, изнесува лаги и невистини, побаро од нив да се извинат, да ги демантира, да ги повлече тие лаги и невистини на сајтот на партијата, инаку таа ќе поднеси одредена тужба за клевета, навреди и така натаму и така натаму. Со самото појавување на Ленче Ристовска, само предпоставите Ленче Ристовска, а не од антикорупцијска комисија Билјана Ивановска, да беше кандидат на некаква независна листа во општина Центар или на избори во градот Скопје. Мислите дека Ленче Ристовска ќе освоеше помалку или повеќе гласови? Значи, околу Ленче Ристовска може да се формира, да се креира одредена независна енергија надвор од ВМРО ДПМН, надвор од СДСМ, независни листи или некои 150-200 гласови кои не се појавени на изборите, ќе беа сигурно многу повеќе мотивирани од Ленче Ристовска во споредба да речеме со Билјана Ивановска. Знаете ли што значи кога јавен обвинител
денес, а претходно дел на тоа специјално јавно обвинителство, каде што странците, американците, британците вложија пари, енергија, излега вели ВМРО ДПМН води хајка против мене. Можете ли да претпоставите случајот со дискотеката Пулс во Кочани? Под каков мониторинг ќе биде на меѓународна заедница? Кога излезе јавен обвинител ке рече се води хајка, тоа значи дека сите рефлектори на таа меѓународна заедница сега ќе бидат цвртени, насочени кон владата, кон однесувањето на владата. Ако владата влезе во расчистување во судство, во обвинителство, тоа ќе биде Сталинградска битка, Курдска битка, крв до коленици на едната и на втората страна, и на крај може некој да излези како победник, но било кој да победи, дали судство, дали обвинителство, дали власта во Република Македонија, тоа ќе биде пирова победа. Под број 3, ме прашувате за колеги. Никогаш не сум нападнал колеги во мојата кариера која трае повеќе од 30 години. Само одете на интервјуто со Трајко Славевски, сега гувернер, тогаш председавач на Советот во градот Скопје, кога, например, овие колеги од Инфомакс се обидува да ги денунцира, јас ги нарекувам колеги. Тој вели, па како можеш тие да ги наречеш колеги? Но, јас правам политички анализи. И кога правам политички анализи, јас анализирам процеси, не анализирам луѓе. Како заврши Велија Рамковски? Па заврши на топол оброк 3 пати на ден. Целата ова структура на А1 телевизија, Борен Јовановски, Младен Чадиковски, па те му правеа пред владата интервју на тогашниот премиер Никола Груевски. Денес Велја Рамковски фрла дрва и камења, не против Никола Груевски, против Зоран Заев, го нарекува најголем лажко на македонската политичка сцена. Како заврши Боки 13? Па на топол оброк 3 пати на ден. Овие бардови на македонското новинарство, каде беа паркирани? Па беа паркирани кај Боки 13. И ако 2 пати така завршат, тога знаете, некоја новинарска политичка платформа, која не е ни новинарска, која не е ни политичка, која е од се по нешто, кому иде, како ќе заврши? Па така како ќе завршува претходно. Тоа се политички процеси. Тоа нема врска со персони, со колеги, со новинари, со желби или очекувања, тоа се само анализи на политички процеси. Така заврши, знаете како велат евреите. Ако една се случи, се мали шансите да не се случи по втор пат. Но ако се случи по втор пат, тога се нула шансите да не се случи по трет пат. Следете што ќе се случува со комунална хигиена. Директорот на комунална хигиена бил приведен вчера, во понеделникот, па бил пуштен. Гледате каква нервозна реакција на градоначалничката во заменување Даниела Арсовска. Се појавува пред влада, се слика, вреска, политички се обидува нешто да ќари и така натаму. Тоа покажува дека нешто драматично се случува зад сцената. И ако власта најавуваше во текот на кампањата, во текот на пожарите, во текот на тоа што се случуваше со загадувањата депоните во главниот град на Република Македонија, сега власта има две можности, знаете. Едната можност да оди на предвремени избори во Република Македонија, а втората можност да апси. Ако се одлучи, јас мислам дека опцијата да апси, да приведува, да санкционира е многу поверојатна, ќе анализираме во продолжение на оваа вонредна политичка анализа, е многу поверојатна од тоа Христан Мицковски да се реши да оди на предвремени парламентарни избори, тогаш од каде ќе почне? Гледате, тие ќе направат се, ако не најдат криминал или ако не може да гонат криминал, да направат да испровоцират, да испродуцират некакво во наводници злосторничко здружување кое е направено, кое е политички формирано за дестабилизирање на Република Македонија и дестабилизирање на власта во Република Македонија. Инаку како да ги толкувате сите оние изјави на премиер, на министер за внатрешни работи, на вице-премиер, министер за транспорт и врски, дека одредени хибридни облици на политичко делување, одредени хибридни облици на хибридна војна во Република Македонија, некој прави пожари, намерно пожари, дека некој намерно прави депоните да не функционираат, комунална хигиена и така натаму и така натаму. Така да тоа ќе биде каменот. Гледате, сега ги нервират, сега ги тестират до каде може додат, до каде може тоа да заврши. На крај што вели и Бранко Цренковски и Никола Груевски, на купче да ги најдат, на купче да ги спакуваат. Зошто? Бидејќи само така може да се оправда. Гледате, јас криминалот не го анализирам. Не сум го анализирал ни ке Велја Рамковски, нема да го анализирам ни тука. Но ако влезат во еден процес да најдат виновници за пожари, виновници за загадување, виновници за политичко организирање, да биде дестабилизирана власта и државата, тогаш ќе почнат од општина Сарај. Еден лидер, поранеше лидер на ПДП, беше појавен на подкаст на националната телевизија
Кажуваше одредени работи, правеше политички анализи, кажа свој став за многу процеси, но клучно зошто беше поканет да фрла дрва и камења по Блерин Беџети. Гледате, Блерин Беџети беше дел на огнените момци, не заврши Сузет Меджити, се врати кај Али Ахмети и се смета дека има многу битно влијание на функционирањето на главниот град на Република Македонија во мандатот на Данела Арсовска. Такво фрлање дрва и камења против Блерин Беџети, јас мислам дека другиот ден ќе му тропнат на врата на Блерин Беџети и ќе го однесат на топал гулаш или топал оброк 3 пати на ден. Кога ќе направите една таква парадигма, кај што ќе подготвите топовски, со тенкови, со топови, со артилерија, ќе подготвите терен, за да може пешадија во наводници да влезе на терен, односно да биде некој приведен, да биде санкциониран политички, криминално или било каде во некоја друга форма. Тоа значи дека вие нешто подготвувате. Медиумите тука, ви се таа артилерија, таа авиација, кој треба да го исчисти или да го подготви теренот, за да може да се случи одредена политичка операција. И доаѓаме сега до клучната поента на Христијан Мицковски. Христијан Мицковски е односно машински инженер. Како вели тој, математичар, и тој прави одредени математички точни проценки и политички анализи. Во секој момент, значи без разлика 50, може и 100 градоначалника да освои во Република Македонија, него во еден дел на мозокот ќе му тлее, ќе му биде присутна цифрата минус 140.000 гласови. Знаете, помалку 140.000 гласови денес во споредба со пред 15 или 16 месеци. Можете ли да предпоставите каков товар ќе биде тоа за Христијан Мицковски? Така што сега Христијан Мицковски има две можности. Да оди на предвремени избори, да го сопре трендот на намалување на резултатот на ВМРО-ДПМН, но тоа е ризик. Може тоа да излезе надвор од контрола. Сега го има на колена фрлено Дуи Али Ахмети и ако прави предвремени избори во пролет или мај наредната година, тогаш кој му гарантира дека нема да воскресни Али Ахмети, дека нема да воскресни Дуи, знаете, и од готово да направи вересија. Така што секој што и прашалник му стои над глава, дали тие 140.000 гласови се минливо или трајно изгубили за Христијан Мицковски и за ВМРО-ДПМН, дали ако направи предвремени парламентарни избори ќе го воскресни во наводници политички исцедениот или уништениот Али Ахмети, или ќе оди на апсење и преку процес на апсење да го сопри трендот на намалување на довербата и на рейтингот на ВМРО-ДПМН. На 6 на 7 декември Христијан Мицковски ќе има конгрес каде што треба добие нови 4 години мандат на чело на ВМРО-ДПМН. Имаше некакви шпекулации дека ќе го менува статутот. Ако не го смени статутот, тоа ќе биде негов трет последователен и последен мандат. После тие 4 години не може повеќе да биде лидер на ВМРО-ДПМН, согласно статутот кој сега е во функција, сега е во важност и го има направено министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. На тој конгрес на ВМРО-ДПМН, значи гледате, кога вие го менувате статутот, чепкате во нешто и не знаете како тоа ќе заврши. Зоран Заев 2021 година го смени статутот и катастрофално изгуби на локалните избори 2021 година, тоа беше крај на неговата, барем сега да се крај на неговата политичка кариера. Да конгресот на ВМРО-ДПМН, ако не се менува статутот, ако не чепни во статутот Христијан Мицковски, тогаш ќе реди дел на раководството на луѓе кои ќе бидат негови наследници. Што мислите? Ако победи на локални избори во Карпош Сотир Лукровски, ќе биде или нема да биде дел на тоа раководство? Дали Сотир Лукровски како дел на таа кафетин коалиција, бидејќи тоа го дефиниравме, кафетин коалицијата е кровната конструкција, Христијан Мицковски е дел на таа кафетин коалиција. Дали ако биде ставен во тоа ново раководство, тогаш таа победа во Карпош нема да биде победа само на кафетин коалиција, тука ќе биде и конечно преземање на ВМРО-ДПМН од страна на кафетин коалиција. Тоа е суштината на оваа анализа. За кого работи Димитар Апасиев? Значи, еден ден после првиот круг на локалните избори, први излеговме и рековме дека Димитар Апасиев ќе го руши Амар Мициновиќ, бидејќи сака да го спречи процесот на трансформација на левица од политичка секта во политичка партија. Знаете ли кој проблем најлесно се решава? Вештачки направен проблем, најлесно го решавате. Зошто? Бидејќи вие сте го направиле. Знаете како сте го направиле и знаете како да го решите. Димитар Апасиев и партијата Левица е формирана од Никола Груевски, формирана од ВМРО-ДПМН, вештачки во наводници
направен проблем тамо некаде пред изборите 2015, 2016, 2017 година. Помогнато му е на Димитар Апасиев да го победи Здравко Савевски, да помени низ тие судски лавиринти, да се земи партијата и партијата Левица да ја трансформира во моментот во политичка секта. Додека кажуваме во вонредна политичка анализа, на една национална телевизија е телевизискиот дуел на двата кандидати за градоначалник на Скопје, ќе го анализираме ако има нешто интересно во наредните денови. Меѓутоа, првичната теза дека Димитар Апасиев ќе направи се, не Амар Маценовиќ да не победи, туку да нема добар резултат, 50-60 гласови, и да му е преземи партијата, бидејќи тогаш еден поголем дел од гласачите во Република Македонија ќе сватат дека Амар Маценовиќ со помош на таа партија може да биде македонска верзија на Сириза, а дека Димитар Апасиев ја држи во некаква темница на некој ниво 50-60 гласови таа партија, да биде присутна, шешелј варијанта на македонската политичка сцена, но секогаш да има точка на топење. Таа точка на топење да зависи од одредени финансиски принадлежности, од одредени финансиски разврски во Република Македонија, поврзани со партијата Левица. Дури еден дел на информацијата од партијата Левица, кои можеби се користеле во кампањата против Амар Маценовиќ, не би ме изненадело делови или структури под контрола на лидерот на таа партија да бидат пласирани или да бидат доставени до власта во Република Македонија. Горан Герасимовски, па јас веќе неколку недели ви кажувам дека Горан Герасимовски е кандидат, најмалку кандидат на СДСМ да победи во општина Центар, договорен од пред една и пол година со структурите на ВМРО ДПМН. Знаете, кога вие сте ВМРО ДПМН или сте власт во Република Македонија, зошто на чело на општина Центар, каде што треба да добивате маркици, да добивате локации, би ставиле некој ваш кандидат, бидејќи тогаш не знаете со кое крило на ВМРО ДПМН тој може да се договори, јавноста да се крени против во наводници бетонизацијата на општина Центар, како што нели ВМРО ДПМН го напаѓа или го вино Стефче Кимовски за општина Карпош, и тогаш ќе инвестирате во Горан Герасимовски. Ќе го појавувате на Сител телевизија, ќе го појавувате на ваши медиуми, гледате на барање на Горан Герасимовски, вонредно е свикана структурата на ЗЕЛС за да се расчисти со проблемот на нечистење или нерасчистување на грубото во главниот град на Република Македонија. Значи, кандидат делумно на олигархијата и во еден најголем дел на урбаната мафија под контрола на ВМРО ДПМН. Што ќе се случува на политичката сцена ако ги анализирате сите политички или изборни циклуси во изминатите 34 години? Бранко Црвенковски е завршил својата политичка кариера на локалните избори 2013 година. Никола Груевски е завршила својата политичка кариера на локалните избори 2017 година. Тогаш шеф на изборниот штаб и носител на листата на ВМРО ДПМН во главниот град, советничката листа на ВМРО ДПМН во главниот град на Република Македонија беше Христијан Мицкоски. Катастрофално е поразен, ги преживува тие локални избори, има 8 изборни порази во изминатите 5 или 6 години и сега е апсолутен владар на македонската политичка сцена. Зоран Заев ги губи локалните избори 2021 година и ја завршува својата политичка кариера. Што ќе рече, Христијан Мицкоски ги преживува локалните, ги победува, ги добива. Апсолутно бедливо ќе има што ќе случи во Карпош, нели? Ќе биде нели клучно што ќе ни е или џабе е победата на ВМРО ДПМН ако Кафетин коалицијата не победи во општина Карпош. Значи, Христијан Мицкоски ги преживува, апсолутно ги победува локалните избори 2025 година. За 4 години, најмалку 4 години ја продолжува својата политичка кариера на чело на ВМРО ДПМН. Зошто? Бидејќи некој има други очекувања од Христијан Мицкоски. Какви очекувања? Тоа ќе го објасниме, ќе го анализираме во таа анализа на тие односи Али Ахмети, Христијан Мицкоски. Мислам дека тоа ќе биде суштината, срцевината на политичките процеси кои ќе се случат во Република Македонија. Мислам дека кажавме многу работи. Мислам дека сега ви е јасно и Кафетин коалиција, како функционира власта и како се поделени зоните на влијание, како е направена таа коалиција, интерес на Никола Груевски, интерес на Христијан Мицкоски, интерес на Сашо Мјалков, Кафетин коалиција и така натаму и така натаму. Не знам зошто јас сметам дека најголем губитник, тоа ќе анализираме за 3 или за 7 дена, дека најголем губитник на овие локални избори во Република Македонија не е Али Ахмети,
не се некои структури под контрола на Али Ахмед. Може би не е ни Димитар Апасиев без разлика што може да ја изгуби во наводници битката против Амар Меценовиќ, дека битката е тамо помеѓу Амар Меценовиќ и Димитар Апасиев. Дека не е ни Данела Арсовска, дека најголем губитник е НЗС-то кој сите нив ги поврзува, тоа е Никола Груевски. Тоа ќе го анализирам, мислам дека Никола Груевски, дека ова беше пресметка на Христијан Мицковски на Никола Груевски, кој вие не ја гледавте, таа пресметка, кој се случуваше зад сцената, зад грбот, односно зад брдото, зад планината. Без радар, значи под маса се случуваат сите тие работи и тоа ќе ги дефинира политичките процеси, политичките разврски во Република Македонија. Тука некаде ќе завршиме нашата политичка анализа, бидејќи јас брзам да гледам телевизискиот дуел помеѓу Амар Меценовиќ и Орце Ѓоргиевски. Ако има нешто интересно ќе го анализираме за неколку дена, можеби во вонредна политичка анализа. Ново дружење четврток или петок со вонредна политичка анализа, па избори во недела, па после недела, нели, првична анализа, дали ќе биде понеделник и вторник, а тамо некаде за 10 дена, една недела после вториот круг на локалните избори, одиме официјален почеток на новата YouTube сезона 2025-2026 на емисијата во Центар, телевизиско или целовечерно интервју. Се гледаме.